Вчера на едно место беа собрани лидерите на 6 земји членки на Европската унија, но и лидерите на 6 земји членки од земјите од Западен Балкан. Пораката која што испрати европските челници на овој Париски самит беше дека Брекзит нема да ја промени одлуката и заложбата за целосна интеграција на Балканот во Европската унија. Најмокните лидери однос на најмокните земји на Франција и на Германија, Франсуа Оланд, домаќинот, но и германската канцеларка Ангела Меркел, ваква порака испратија до лидерите на земјите членки од Западен Балкан. Тие рекоа дека одлуката на британците, мнозинството британци кои рекоа дека се за излегување од европското семејство, нема да ги запре заложбите на Европа, Балканот целосно да се интегрира во Унијата. Шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини рече дека остануваат цврсто нејзините заложби, но и заложбите на Европската унија, Балканот да биде дел од европското семејство. Еве изјавата од Могерини. And also we need to look at it as a source of inspiration inside our borders. So it was very important to have this meeting today, and obviously we will continue to work on a daily basis to make this process a reality for each and every of the 6 countries involved. My message today, it was very clear. Our determination to proceed with the enlargement process is there, and it is very important to reaffirm it now. It is very important for the European institutions, starting from the Council but also the Commission, to be credible on the process. And it is important for us to support the reform agenda of the countries involved. They're working very hard, they're working very well, I would say, all of them. And we have an interest in this reform agenda to succeed and in the enlargement process to go on. So the message is loud and clear. We're going to continue. Могерини, но и Меркел и Оланд се цврсто убедени во нивните намери да му помогнат на Балканот да се интегрира во Европската унија. Францускиот домаќин на Парискиот самит, председателот Франсуа Оланд, рече дека европските лидери ќе сторат се Балканот целосно да се интегрира во Европската унија. Тој увери дека не може да се случи да запре процесот на проширување поради британскиот референдум. Еве ја пораката на францускиот председател Оланд. Est-ce que les incertitudes qui sont nées après ce scrutin vont modifier la perspective européenne qui a été offerte aux pays qui sont ici rassemblés, les pays des Balkans? Puisque ici, il y a des pays qui sont membres de l'Union européenne et des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc il était important de réaffirmer très clairement que la décision britannique ne remet en aucune façon en cause les engagements qui ont été pris à l'égard des pays de la région des Balkans. Ils seront respectés aux conditions qui ont été initialement fixées et qui devront être vérifiées. Македонската делегација, како што веќе е познато на јавноста, ја предводеше премиерот Емил Димитриев, придружуван од шефот на македонската дипломатија Никола Поповски, како и вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски. Добро е што Македонија учествува на еден ваков престижен самит, а како што рече премиерот Димитриев, пораката која што ја добија од европските лидери е дека вратата на Европската унија останува отворена за нови земји членки, а тука и секако Македонија. Премиерот Димитриев зборуваше и за капацитетот кој го покажа Македонија за справувањето со мигрантската криза, но како што рече, важно е што Македонија е дел од ваков Париски престижен самит кој има за цел да го интегрира Балканот, земите од Западен Балкан во европското семејство. Еве го ставот на премиерот Емил Димитриев. Значи, ова беше одлична прилика и одличен сигнал. После Германија, па Австрија, Франција го презеде преседавањето со самитот ЕУ Западен Балкан. Главната порака од овој самит од земјите членки на Европската унија е дека Балканот и понатака останува подрачје кај што приоритетно е за членувањето Европската унија. Европската унија ја задржува политиката на отворени врати. Беа искажани повеќе размислувања во трите сегменти кои што беа дискутирани на самиот самит, а тоа е миграциите, безбедноста и европската политика.
на моje задоволство и на задоволство верувам на сите граѓани, многу често беше искажана благодарноста кон Република Македонија за справување со кризата, посебно со квалификација дека Македонија европски се однесувала во делот на менаџирање на мигрантската криза. Исто така дискутиравме за сфери од областа на безбедноста, за нашите аспирации во НАТО, ја реафирмиравме нашата позиција дека наш врвен приоритет е членството во Европската Унија. Како резултат од овој самит е потпишувањето на договор за отварање на регионална канцеларија за млади, значи еден од акцентите беше ставен на младите и перспективата на младите од регионот, така да се јас сум задоволен од дискусиите, од темите, од заклучоците кои што произлегоа од денешниот самит. Бизнисмените од Сојузот на стопански комори, но и од Стопанската комора на Македонија учествуваа на бизнис форумот овде во Париз, кој се одржа вчера, а на кој учество имаше и вице-премиерот за економски прашања Пешевски. Тие зборуваа за продлабочување на врските на добрите економски релации помеѓу Франција и Македонија, како и за можноста од нови сделки, но и од нови инвестиции на француски фирми во нашата земја. Како што рекоа учесниците, имало интерес пред се од француските компании кои слушнале за добрата бизнис клима во Македонија да ја посетат земјава и евентуално да вложат или сепак да ги зацврстат врските кои што веќе ги имаат со некои од домашните компании. Да сумираме посетата и пораката која што ја добија македонските представници на овој париски самит е дека вратата на Европската Унија останува отворена за нови земји членки пред се на земјите од Балканот, а секако во фокус и на врвот на агендата на македонската влада е членството во Европската Унија. Македонија секако се обврза на спроведување на дел од реформите договорени на овој париски самит кои имаат за цел да ја засилат економската соработка на земјите од Западен Балкан. Тука ја сумирам и ја завршувам оваа посета од парискиот самит кој да потсетаме дел од берлинскиот процес за проширување почна во 2014 на иницијатива на германската канцеларка Ангела Меркел, а продолжи во Виена, вчера во Париз. Наредниот самит е закажан за во Рим.